Почитувани, литературната манифестација Илинден завзема големо место во литературата, во областа и во сферата на културата и со својата оригиналност и автентичност остава силен белег на културата во Република Македонија и во регионот. Јас би сакал искрено да се заблагодарам на Друштвото на писатели, на писателите, на поетите, кои што ја афирмираат општина Илинден како локална самоуправа во рамките на учеството на литературната манифестација, која што оваа година е 17-та поред. Искрена благодарност до сите учесници, до сите што вложија дел од себе, сите граѓани и жители на општината Илинден, сите граѓани на Република Македонија и учесници надвор од рамките на Република Македонија, кои дадоа силен, со своето учество оставија и силен белег и дадоа афирмација, се вложија во афирмација на општина Илинден во Република Македонија во областа на културата и надвор од рамките на државата во регионот и пошироко. Да ви се заблагодарам на сите поддржувачи кои што еве 17-ти пат давате поддршка за делот на културата, делот на литературата и афирмација на книгата, бидејќи книгата, знаењето е она што нас како граѓани на Република Македонија не води напред кон иднината, кон просперитетот, кон развојот и се што значи литература, култура, уметност во делот на литературата, меѓутоа во делот на уметноста, во делот на музиката, која што во рамки на манифестацијата исто така е проследена како сегменти од културата, би сакал да се заблагодарам уште еднаш од се срце, во лично име, име на граѓаните, на жителите на општина Илинден, на сите, посебно нашите драги ценети писатели и поети кои што настапуваат и даваат печатот дека општина Илинден како локална заедница ја негува и е трајно определена кон поддршка на културата и афирмација на културата и преку културата на општина Илинден и на Република Македонија. Представува чест и задоволство кое се откарава на Друштвото на писателите на Македонија да настапи во рамките на манифестацијата Илинден 2016, која зад себе има богата и значајна традиција. Представува чест поетите членови на ДПМ да настапат во овој прекрасен дом на културата, кој последниве години се издигна во символ на продуховеност и творечки устрем, во што несебично вложи општината Илинден, пример за културен препород со низа сегменти, меѓу кои е и библиотеката со богат и разномилен книжен фонд. Неодамна Друштвото на писателите на Македонија ја одбележа 69 годишнината од своето основање како асоциација на уметници со најдолга и најбогата традиција во земјата. Друштвото е формирано во 1947 година и во него досега членувале 520 истакнати писатели од сите генерации на современата македонска литература. Друштвото на писателите на Македонија денеска на овој убав книжевен собир настапува со плејада од 20-тина истакнати поети, чие творештво има посебна и препознатлива специфика во нашата книжевна акустика. Тоа се автори со богати творечки опуси, поети од формат, чии дела се венчани со многобројни книжевни награди. Естетските досреди на нивните остварувања, кои ги преминуваат границите на нашата земја, се во основата на изборот стихови што сега ќе имаме можност да го чуеме. Особено е важно тоа што на оваа средба учествуваат и поети од други култури и литератури, од други земји, со што манифестацијата добива значаен меѓународен карактер.
Почитувани присутни, сакам со вас да го споделам заедничкото сознание дека ваквите средби за нас писателите имаат силно творечко дејство и представуваат поттик за нови поетски храбресници. Со оваа искрена порака приметеа нашата топла благодарност. Во свеста клопоногна црква те заклучив и свети кои што бледат. На гасење ти сега бледиш така, а сите светци охотно те следат. Ти тука си заточница за која јас толку мощни заклинања бравам. И еве, веќе се ближи часот и се што гласи дека ќе се јавам. Јас идам како оној грозен вий, со сиви очи и сиот земја жедна. Да, страшен сум и дека нежност носам во сиви грудки, затоа си бледна. Се ближам како нежен вий, но веќе таинствена си повлекла ти црта, и штом стапам до пределот остро, се руши понор и со карпи чкрта. И сиот жеден песок јас се ронам, во таа пропаст и се веќе гасам, јас, ви, во свеста те дома бив мощно, но жеден, немам веќе сила да стасам. Прошарените зимски снегови на планините слегуваат заедно со македонската поезија. Низ шумите, низ дрвјата, низ лисјата, шушка поезијата, влегува во почвата, во полињата, македонската поезија ја оплодува земјата, ги топли оладените ниви, им дава збор на онемените, камен е во цидовите на куќите. Македонската поезија ја носи бојата на цутовите на дрвјата, во латиците, на цвекињата, се шири во невидлива магла, навлегува во заспаните души на осамените, влегува насекаде. О, македонската поезија ги рани разнесените деца, со кирилицата ги опоменува. Македонската поезија се издига до знамените звона, звонат камбаните, бие клепалото, клепа меко разлеано по темето на заспаните ги буди. Чука македонската поезија, зборува со минатото, спори со сегашноста, го бакнува идното. О, македонската поезија, создадена од поетите, стихот им се јавува дека преживеале и тие и поезијата. Поетот е самокритичен. Ги брише запирките, прашалниците, точките и извичниците. Исфрла една именка, па глагол, па пак именка, потоа придавка, исфрла едно дрво и еден град, исфрла небо, чекорање. Го брише зборот љубов и зборот љубање. Потоа љуби, изборува, изборувајќи љуби, во сите годишни времења љуби, за да биде поет што ќе љуби во земјата на зборовите и во стеблото на гласот, од кој ќе се роди нова песна. Песна нова, со запирки, прашалници, извичници, со именка, глагол и придавка, и меѓу нив едно дрво, во еден град и едно небо, во кое сонува поетот, како Хејфест, во бове металот, како Посеидон ги бранува морињата, како Зевс ги распалува огнот.
На Свети Спас ќе не спасиш ли, Господе, од злото на ова време? Или секавиците и ровјата ќе се скарат со небото сино, потоа плачот на земјата црна ќе биде последна утеха на народот со славно име. На Свети Спас ќе не спасиш ли, Господе, од беснилото на волците стрвни, или од жарчето што тлее ќе пламнат очите Твои, како очите на нашата младост, потоа ќе не голтне устата на облакот темен. На Свети Спас ќе не спасиш ли, Господе, од копитата на коњите жедни, или во глува доба под пазувите на векот ќе не завешташ самотијата, да такуваме за нашите рожби. На Свети Спас ќе не спасиш ли, Господе, од белата чума, или силни ветришта ќе дугнат и во ноќта темна, може магли ќе снема, а сонив ќе го снема и нашето семе. На Свети Спас ќе не спасиш ли, Господе, или ќе не заборавиш, како што ги заборави хазарите во едно дамнешно време. Дали се соспи снегови или се бели лебеди? Ова е мото од една народна македонска песна. Бели, танки наслојки од тесто, послани врз тревата се веат, се сушат, светат на исто место, како снежни алтици што не се леат. Покрај нив се веднат жени в црно, бавно ги простираат, ги пазат, зашто стопени се во нив многу зрна, како многу снеголки во мразот. О, бели на минатото платна, лисија бели, крилја, бели ниви, нов бел облик на класијата златни. Ете нив ги гледам како да се живи, јадо бело на одмор што слета, спомени од прежни светли лета. Штом толку сакате еве, и јунак се подарува, бидејќи од сите нешта најнепотрошлив е тој и подвигот негов. И бидејќи од светлина само битието негово во светот со темница проде. Не татковина, не племе, макар го имало нивниот печат, целото човештво е имало на подвигот јунакот. Не остала тој празнина, кај тој што се подарен, туку богатство размножено. Оти во секој храм јунакот е свадбено вино и причес за обнова на храброста и светото во кукавичкиот и обесветен свет. Ако е такво вино и причес подарок за тој што го примил него, нека му е алал. Никогаш без светлина и љубов нема да биде тој. Чипче за злото, каменот сведок, со наразен збор наудиснал во времето на невремето, да не му ја откорне тоа моќ да заговори. Приказната своја да не ја раскаже. Повеј на сончево време цврстината му ја крепи, на тлото бдее, гневна бура да не го изненади, ветришта на вратот виснат и да го скршат, вистината здроба до пепел стора. Ќе одвеат ветрушки, во небрат ке заскитаат, одаде можноста да измрне, со крилја на феникс вивне, приказната негова во нас него вознесена. Прииждат тихи бездни и пространства, задихани от чудо хълмове, прииждат тихи бездни и пространства, загатвани светлици хълмове, извикван от летежа вятър. И ето я на детството реката. В нозете ми, докато кротко стихва, превръщаме в отвъден, в непорочен зрител, в поглед изначален, в
нощ дълбока и всички светлини при мен пристигат. На баща ми, доктор Сава Попов. Днес е велик ден, татко. Тайната вечеря, за която говорихме, е готова. В пирамидата са всичките апостоли и Христос и Юда. Събира ги точката на върха. Почитувани писатели, почитувани доматини, гости, но особена чест в ова пригода да врачаме редко признание на градоначалникот на општина Илинден. Нова манифестација. Досега учествувале плејада истакнати македонски писатели од сите генерации. И мислам дека литературната манифестација е вистински белег на општината. Ако се сеќавате, повеќе од нашите колеги сигурно паметат, порано, кога се договаравме за доаѓање во општината, сите прашува каде се наоѓа општина Илинден. Меѓутоа, во последниве години сите прашува кога ќе одиме во општина Илинден на манифестацијата. За овој вистински подем, за овој вистински културен подем, покрај економскиот на кого сите ни е познат, е секако најзаслужен магистер Жика Стојановски, со кого ние практично и другаруваме и секогаш се консултираме во врска со концепирање на програмата. Општина Илинден, знаете дека е во најдобар развој во Република Македонија од сите општини. Според статистичките податоци на Република Македонија, барем јас проверих денеска, невработеноста е под 10%, што е навистина рекорд. Но сознанијата говорат дека 6% од невработените се пасивни луѓе кои не сакаат работа. Тоа значи околу 4% невработеност е равно на австралиските Навистина за нас, писателите, е голема радост, што имаме можност да се дружиме и да соработуваме со една ретка личност која се вика Жика Стојановски. Во тоа име јас навистина од Друштвото на писателите на Македонија врачувам ово признание.